Екипи на хидросистемот Злетовица од денеска почнаа со проверка и дренирање, односно прочистување на цевководот кој води до Штипската филтер станица, информираше директорот на Злетовица Тодорче Николовски. Тој забележа дека формирана е работна група од граначалниците на општините и на хидросистемот Злетовица на иницијатива на вице-премиерот Кочо Андјушев за утврдување и санирање на проблемите со матноста на водата. Значи, актуелното техничко решение на хидросистем Злетовица е такво да не нуди испорака на стабилизирана вода, туку водата од браната Злетовица се пушта низводно и се зафаќа со странични зафати. Таквото техничко решение е предложено од тогашната јапонска PCI, истото е изревидирано и имплементирано во проектот. И факт е во моментите кога има интензивни врнежи од дожд, значи имаме проблем со матноста. Николовски забележа дека во годината имаат матна вода околу 50 до 60 дена, додека во останатиот дел од годината, како што вели тој, водата е апсолутно исправна и прифатлива по сите параметри, и тоа во однос на матноста која се движи 4 НТУ. Хидросистем Злетовица е проектирано да продава сирова вода. Вода што е погодна за обработка до вода за пиење. Целта на јавните предпријатија од општините е всушност да тие си фабрики да ја преработат сировата вода. По завршувањето на проверката на цевководот до Штипската филтер станица се очекува веќе од наредната недела и да се пушти вода од Злетовица до филтер станицата, со што ќе се тестира приемот на водата за пиење. Николовски истакна дека на 10 мерни места на Злетовица се земаат мостри од водата, а незиниот квалитет го испитуваат вкупно 6 државни институции и агенции. Изминатите 5 години Штип како најголема општина не ја примаше водата. Една од причините е проблемот со прием на матната сирова вода, за која се потребни екстра трошоци за преработка и пуштање во водоводната мрежа низ градот. Во моментов водата од Злетовица ја користат само општините Пробиштип и Свети Николе, додека пак Карбинци и Лозово се уште не ја примаат поради неизградени филтер станици кои би ја преработувале сировата вода. Општина Карбинци има техничка документација и дозволи за градба, во моментов проектот е на ревидирање во Министерството за транспорт и врски, откаже што очекуваат и да добијат околу 400.000 евра, но потребни си дополнителни 300.000 евра за поврзување на цевководот со пречистителните станици.